Се наоѓаме во домот на Мирко Ивановски од Охрид. Чичко Мирко навлезен во 10-та деценија од животот ќе ни раскаже за неговиот животен пат, како сиве овие години протекле во неговото живење. Мирко Ивановски од охридската населба Карабегомала е еден од најстарите жители на Охрид. Овој крепок и витален 98 годишен старец не дочека во својот дом со насмевка и ведар дух. Неговиот весел темперамент не го напуштил ни во овие подминати години. Со нас не само што го сподели својот животен век, туку и ни рецитираше стихови од песната Зајди, зајди. Дедо Мирко, како и секој човек во подоцнешните години, вели жали за својата младост. Али поарно од тие години немаат. Младоста? Младост. Жали за младоста, Чичко Мирко? Ами нема жарал, не жарал. Твоите лисје горе црно пак ќе се вратат, а мојата младост не се врати. Дедо Мирко живо раскажува за неговиот животен пат, кој не бил ни лесен, ни едноставен. За животот исполнет со премрежја, со тешки, но и со убави моменти, со немање и имање, како што вели, со хармоничен семеен животен век со неговата сопатничка Љубика, за која ќе рече дека се зеле со сакање, а не со стројници, како што било обичај во тоа време. Мојот живот беше тежок, ама сега е потешко, затоа што не држат нозете, памета некогаш мрднува, ама пак се враќа, вели низ насмевка Ивановски. Мирко Ивановски во 2015 година доби признание од Општинската организација на Црвен крст за најстар жител на Охрид. Животната историја Ивановски ја почнува со неговото место на раѓање. Раскажува дека е роден во 1918 година во Малесија, во селото Аржаново. Се родил како најмало дете меѓу 4 сестри и 3 браќа во семејството на Арсе и Сата Ивановски. Правилно су 18 родења. Правилно 18. Во тоа време имало 2 попа. Еден го држал Аржаново, а еден го држал Збажи. Едниот бил го тепале бугарите. Бил србин. Другиот бил бугарин. И така на основото дојде овие од Црвен крст. Им кажа она што кажве стариве, што бе ја тоа не сум бил. Тогаш кога сум се родил јас, немало поп. И затоа ме чувале 6 недели, ме крстиле во поп од селците. Во документен стоит. Го имам сведочанствено од основно положение во село. Мирко од најмала возраст бил темпераментно и бистро дете. Си приспомнува како течеле детските дни во родното село. Детските денови, знаеш како, село,
Тогашниот живот не беше ко сега. Тежок беше. Сиромашија, немање, имање и така работа. Што игравте, ево како деца, што игравте најчесто? Па тука во дворишчето, лопка од оја, од крпи правена. Не лопка гумена, од крпи собрано. А кај игравте? Кај игравте фудбал? Тука пред школото. Малку стрно, брежно, не е равно. А други некои игри игравте? Или немаше време да играте? Ама не знаевме што ќе играме. Не знаевме што шак, не знаевме. Помагавте дома? Дома да. Со волојте. Или со конјот, или на пасење. Кај што беше слободно местото, мислам. Ке не беше орано или засавено. Не само што бил најмалото дете во семејството Ивановски, туку бил најмал и во училишните клупи. Во прво оделение почнал на инсистирање на татко му, кој се надевал дека строгиот учител и обврските ќе го смират неговиот палав детски дух. Јас одев на школу една година порано, затоа што немав 7 години полни. Дојде надзорникот, тогашен инспектор, што и викате. И таму, татко мој го молеше учителот, ама земај го детето таму на семеткат пред беда в село. Ко дете, знаеш како. И дојде учител и надзорникот, и спраша сиве деца. Кој како, му велите имам еднога ѓака, по српски ќе рече, nije upisan, jer nema godine, ali zna dobro. I veli me, izađi na tablu. 2 i 2 tamo, 3 i 2 tamo, kako što beše i pogađa. Dobro, odlično. I zapiši u reče da ide redovno. I drugi den već je i prezivat sive učitelom, učenici i mene. Mirko, ja. Od toga počeo da se voda kako učenik već je. I zato položio ovaj ispit. Imam svedočanstvo, imam od završena škola. Многу време помина и многу вода протече во селскиот извор и денес нема никој жив од моите школски другари, раскажува Мирко Ивановски. Но сеќавањата за првиот учител Црногорец и најдобрите другари останале во незаборав. Милиса, имам и слика уште од него. А Трајко беше како служител што викаат во школото. Трајко. Имам слика. И од нем имам слика. Кои ти беа другари? Школски другари. Круме Томовски, Паунко Паунковски. Други не можах се сета веќе, имаше и други. Јорданка, една Јорданка женска. Децата во тогашната кралска Југославија учеле на српско-хрватски јазик, не учеле латиница, туку само кирилица. Ивановски се присетува на школските денови. Училишето беше село кај куќа од Григовци, овие.
Трајко генерален што беше. Тука во та близина, се граничевне. Училишчето и ова. Секој ден носам не по едно дрво нарамо за грејење. За да се запали туго, нели? После донесува одборот селски, не е таке, туку секое домаќинство да донесе по еден товар дрва. За да се ложи сопчето. Тоа тие бе сопче, малечка на оган. Селското училиште во Аржаново имало две простории, една училница и една канцеларија за учителот. Имало една мала просторија каде што врз немирните ученици се применувале воспитни мерки. Оделение бе две, една училница и една канцеларија кај што седеше учителот и едно ко затвор бичи. Ако не слушат, па едноставно биче така тарната беше ко затвор. Ве казнуваа? Ве казнуваше учителот? Мене да. Зошто, чичко Мирко? Ами, имаше пред мене колко имаш глава. Го питве учителот, Ристо еден, Ристо. Тој се моцкат пак. Ја му да 6. Не, 3, господине. Ко ти е рекол? Па Мирко, изаđи вамо. Пружи руку. Раката. 3, со неколку пати со ставчето. Еден го питваше како е име твога оца. Се матка. Ја му да речи Петкана. И тој Петкана, господин. Ко ти е казал, Мирко? Оде баба, пружи руку. И ќе му удреше неколку пати со стапчето. Нешто те растажувате весели од тие денови? Ја не знам што да почнем. Бев немирен, право кажам. И зато ме бркаше и учителот со неколку прачки пораци. Од тие денови Мирко се навраќа во минатото и раскажува една анегдота која се случила точно пред 92 години, кога тој имал 6 години. Еден динар, тогаше динар, имаше сребрен динар и нуклен, никл. И се слизгавме во снегот. И паднало мерен парето. Сега како ќе да дома да кажа парето се загинал. Имаше тука една куќа и течеше стално малку вода, али малку, сосем малку. И внатре бе две котли луѓа. Едно се полнеше, едно се празнеше. И јас одев, наполнимо, дојде тури тука во снегот. Дори се полнеше едното, ја го земе в другото. И во тоа време, опа, излезе динарчето. И јас чефлија, му го дадов на учителот да ми купите тетаратка, тогаш там, писанка, ја викавте. Ми купи таа тетаратката, ама немав пари за буквар. И учителот ми го даде букварот школски, од школото. Се сеќам како сега вака ми го потврди како со потврлување, ја во пакањето малку го скинав на капакот, али мала работа. И така станав ја ученик.
Ивановски раскажува за сиромашниот живот кој течел во планинските предели на Малесија, за жителите кои се занимавале со сточарство, а најголемиот дел од држанчани најчесто заминувале на печалба. Таа судбина не го одминала ни Ивановски. Во 1937 година, на 19 години, заминува во Сента кај најстариот брат Гавро, кој бил шекерџија. Фирма имавме, брат ми, фирма имавме. Ама со шо? Сладолед, шекерџи, по Вашари одевме. Тета чуевме Вашари. Со кој? Тоа немаше ко сега коли. Правевте сладолед, шекерчиња или ги купвевте? Не правевме. Правевме. Во Ада и Мол. Две села имат до Сента. Едното беше 20.000, а едното 21.000. И ја сум бил тамо до Лопати да правам валтој за шеќерот. Например, сакаш маринка, како маринка да изгледат, сакаш, како да кажа друго, ко черешна, да изгледат. Во Сента е регрутиран и за војник во кралската војска. Заминува на отслужување на војниот рок во Загреб, каде што останал 2 години. Во срцето на младиот војник останала скриена една голема љубов кон убавата Љубика од неговото родно Аржаново. Слика од саканата девојка во Загреб му испраќа нејзин роднина, а Мирко во својот дом ја чува и денес со посебна гордост. Трајко адвокатот, како резервен поручник тогашен во Кралевската Југославија, ми е пуштио од Берово. Беше појден Берово како сега што одат. Правник. Ми е пушти и ја ја однесов каде една сликарка, Загребчанка. Јел познаете овога, или познаете оного, Ристо Бавчанџија тогаш. И други и познав, како не. И отаде, а рамкана ми ја прави Иван Паунков. Војниот виор на Втората светска војна го зафаќа во Загреб. По распаѓањето на Кралска Југославија, дома во Аржаново се враќа по подолго време. Во тие тешки воени времења стапува во брак во 1942 година со Љубика. Во меѓувреме се вклучува и во партизанското движење. Раскажува за илегалниот престој во Аржаново на Петре Пирузе Мајски, Стефан Нестор, Владо Малиски и Бепаликуќа Љуман Каба. Ја дојдов овде и од овде после се префарлив во Завсево. Тамо скоро од 41 до 42 година веќе почнавме со партизани, Пирузе. За овде, околијава наша, главен беше Пирузе. Дојден беше Петре Пирузе, село, ама, како да кажа, илегално. Дење спиеше во едно арманче, шума, а ноќе спиеше во една плевна. И еден ден станве ова Карафилица се викаше та старата, ошла во плевната и го нашла. Појавија човеков, иде дома му кажве на сина му. Вака и вака еден човек најдов
во плевна нагоре. Кој е онѓа? Тој е рекол, мајко, онѓа е пали куќа. Како бе пали куќа? Арнама, на место да се смести, да се покрие со нешто, земеме на тебе од Владо Павлевски. На улица на Даме Груев. Та го познала ќебето и му вели, идет каде Војдана, Војдан се викаше тој стариот, а бре Војдане, ќебено, твое што бараво дека ке нас, па тој се крстит. Господе, рекол, Карафилица лепнала со умон. Какво ќебе? Немаме ние ќебе дајано никому. Како не е, него? Човекот се покира царево. И така се откри работата. За мало време, после Пирузе пак се повлече во илегалство во Охрид. Имаш и други. По кажувањето, како што ми кажеше Трајко, адвокатот Митревски. Тој беше вуња на Люба, на жена му. Кога дошле бугарите овдека, и му рекол Мајски, Петре, Трајко, едни бугари окупатори си отидове, други дојдове. Значи, србите си ушле, ама дошле бугарите и тие како окупатори. То Трајко ми го кажеше во разговор вака. Па војните денови бе, ние скоро бевме бегани неколку пати од селото. То да не лажа колку пати. То не може ни да кажа. Бегавме кој тамо, фамилиарно. Например, фамилијата ваша, со Севовчиња, тамо Гове, до едно друго, бегано на еден крај. Фамилијава други, бегано на други крај. И така, болницата беше во куќата ке што седев ја. Тука имаше една лекарка, дали Љубинка или Љубица, тука не сам, точно, во името се викаше. И таа помагаше ваке на раните луѓе. Од Струга беше ранат Стефо Нестор, се викаше. Овде на прстите беше ранат и тука таа го лечеше него. Иде и други луѓе вака се. Кој паднал, удрил се сторил и таа и лечеше. Ама дали Љубинка или Љубица, не може да се сета как се викаше. Ами партизани дома бе, кеќавата. Ова име пали куќа од Дебар. Ми изгоре едно котле. И Љубанкава се викаја. Тие бе партизани, албанци. Со бригадите албански. Го клале котлето да варит со тикви, беше. Заспали и беше изгорело котлето. Та се викаше Ибе пали куќа. Имаше доволно храна, лекови? Храна? Каква храна? Па од куќа на куќа. Кај тебе, например, ако си поимате малку, петина за ручек, за вечера, кај некој посирома двојца, кај што беше некој, една жена, знам се сеќа, пак таа сама беше, еден ке неја. Немаше откаде лекови, откаде чисто немаше ништо. Нападнавме во Делогожи во селото. И тога тие тамо имае знак за узбуна. Ќе удре тапанот, со тапан. И се збирае сите балистите во селото. Тука погина Милева.
и Франjo и Јозе, се викаше. Тука загинаја тие двојца. По сударот со балистици. Деноите беа тешки. По војната во 1955 година со сопругата Љубика доаѓаа да живеат во Охрид. За нив почнува нов живот. Дедо Мирко раскажува за тешките почетоци во градот и првата работа како чувар на летното кино на Долни Сарај. Ами недосташува е многу работи, не една. И со крпење. Недосташува е многу. Ali сепак, се надевавме поарно и така. Така испадна, поарно испадна. На Иставава улица, тога се викаше Карабеј Мала, живееше турчин еден. Тие потекло беа од Курошишта. И кај ними, не знам, моле ми чекај, некој имаме доплатено за куќава. Ако рече, знам ќе ми доплатите, вие сте домаќини само, што побрзо да добиет пашош, за да си оди во Турција. И така направивме. Наради. Му исплативме, а понапред ние пушти куќата да живееме внатре. Подоцна се вработил во млекарата Здравје, откаде што во 1967 година се пензионирал и веќе 49 години е пензионер. Во млекарата работав, ја бев како магацинер. А едни пати бев и како продавач, али поќе како магазинер. Бев задружен со робата. Имаше млекарата, работеше со дохрид производители или... Во Целава овде, Коњчко, Велестово, Лакочере, села сви. Уносе млекото, ние го откупевме и им плаќавме и така. Правевме сирење, кашкава, правевме. И то се продаше. Во животот имал тешки моменти, но вели никогаш не се нервирал. По пензионирањето купил нива и работел овоштарство и помалку земјоделие. Го сакал ловот и додека можел, често од своето време поминувал во Аржаново. Рецепт за неговата долговечност вели дека нема. Да се секира, мислам како да се обтаретва со нешто. Да. Не. Пушевте? Цигари пушевте? Некој пат пуши, некој пат не, ама не. Рече си не. Скоро не. Како го поминавте животот? Како? Пушевте, пиевте, се секиравте, јадевте мрсно. Мрсно, обавезно, без то не бе. Ево, рецептно да ни го кажете како се дочекви 98-ма, 100 години, дај Боже. Ами, ево така, полно тенџерато со месо, најави се, јаде, кркај. И така, мешај. Немаше перис држање, да речеме, од нешто. Ја не знаев што е притисок. Не го знаев нешто е. Ја не го знаев, сега некој може. Горо, сестро, пак ќе ти се врата. Повеќе од 20 години по смртта на сопругата Љубика, за Мирко Ивановски се грижи внуката Султана.
Тој е обкружен со внимание во топла семејна атмосфера, а султана вели дека взаемно се разбираат и почитуваат. На заминување од неговиот дом, на Мирко Ивановски му посакавме добро здравје и средба за 100-тиот роден ден.